Почитувани гледачи, добре дојдовте во уште едно издание на новата емисија на телевизија Сонце во ритмот со пулсот на градот и се надевам дека денеска ќе успееме да го задржиме вашето внимание, уште повеќе што имаме денеска еден многу интересен и многу квалитетен соговорник за кој што ќе слушнете кратко по мојата најава. Би сакала некако вака да ја започнам емисијата со еден убав цитат. Вели вака: уметноста не е за секој и не умее секој. Тоа е еден посебен свет, еден посебен ум на една поинаква фреквенција која не е блиска секому. Уметноста е дарба од Бога. Ете вака некако би кажала за она што следи, значи можете да предпоставите, значи ќе ме гостува уметник, меѓутоа тоа ќе биде од областа на музиката. Иван Наумовски, оперски пејач, бас баритон. Добри дојде. Добро ве најдов, Виолета. Благодарам на поканата. За прв пат сум во вашата телевизија и би сакал јавно да кажам многу топол прием имав од колегите. Исти од вас ви благодарам на емисијата. Ние веќе се познаваме дали преку социјални мрежи, дали преку некои одредени настани кои што си имаме видено и навистина ми е драго што еве и мене ми дојде редот да си направиме тука Муамед во ова прекрасно студио. Точно така, ви благодарам и вам, Иван, и мене ми е многу драго што сте дел од емисијата во ритмот со пулсот на градот и се надевам дека овој разговор кој што ќе си го имаме ќе биде малку така во поопуштена верзија, некако да сакам да го доближам сето она што ти го работиш, а и она твое детство кое што си го имал и сите оние настапи по концертните дворови ширум Европа, Виена, Грац. Многу ги има. Сега, кога би почнала да ги редам, сигурно ќе ми треба повеќе време. Меѓутоа би сакала на почеток да кажам еден момент, уште кога си бил мал, кога си посакал нешто повеќе да научиш за музиката. Си побарал од твојот татко, кој што тоа е позната приказна. Да, кој што можеби не е музички образован, меѓутоа сигурно се разбирал во музиката, да ти покаже нешто на пијаното и веднаш после тоа си влегол во светот на музиката и си го истражувал пијаното и секој допир на дирките ти произведувал некој магичен звук. Дали од тогаш се случи таа магија со музиката? Од тогаш се случи искрено, а и до ден денес е истото. Неописливо чувство е некако како си имам поврзано со инструмент, со звук, со нешто што јас лично можам да продуцирам, например, нешто што го имам замислено како треба да звучи или некое чувство, можеби дека би можело и нешто друго па поинаку да звучи, да речеме, и сам да создаваш, например. Апропо палатите Муабетов, веруете ми, дури и јас не се сеќавам точно во која палата каде беше после толку настапи и да се нашалиме малце. Почетоците беа многу интересни кај мене. Ова го имам во различни медиуми, раскажувано зашто сметам дека така е неинтересна приказна. Така, да. Зошто да не и кај нас? И во интервјуа. Кога бев како дете, моите родители не го знаеа ова, сега веќе го знаат. Многу често они додека беа на работа, јас порано од училиште ќе се вратев во основна школа додека учев и ќе си пуштев, имаше но CD Classical Music Volume 1. Волуме 2 никогаш не го најдов, не знам што се случи со тие другите композиции. И прва беше увертирата на свадбата на Фигаро, така еден убав систем имавме дома, татко ми што го донесе. Па ги си ја слушав таа музика, па втора беше Бах, па трета Чајковски. И не знам, некако уживав едноставно како да во тој период од мојот живот, дека бев 12, 13, 14 години, класичната музика па ми ги отвараше видиците, да речам некако, и знаеше да ја промени перцепцијата за тоа во кој свет конкретно ја живеам, например, затоа што јас си го сакав спортот. Така, секако, да. И ден денес играш тенис. До ден денес и тенис, и фудбал, и фудбал, и кошарка, претпоставам, да. Фала Богу, сакам да се одржам во добро здравје, секако, затоа што пењето е физичка работа и би треба физички да бидам секогаш во добра состојба и во кондиција. А муабетот за татко ми, да, тоа исто така е една приказна која што доста вака е спомената во различни медиуми. Тоа е точно, имав 15 години и сватив дека моите другари доста беа добри од мое мало, некако имав среќа да израснам во мало, каде што имаше покрај тоа што имаше добри спортисти, имаше и добри уметници. И они многу добро свираа гитара. Јас некако не можев со гитарата посебно да се поврзам. Свирам, но не е како пијаното, не е како клавирото, односно.
И татко ми музикален човек, затоа што доаѓа нели од фамилија која што се бави со музика, но не се бавеше професионално со музика и му реков: тато, ако може да те замолам нешто да ме научиш, гледам девојки фаќаат другари, ве викам да јас да се пофалам сега тука. И он ајде дојди вика. И у Дестур, Брайан Адамс, ова најпознатиот хит што му од Робин Худ, Everything I Do. И најнаш за не знам, некако се органски се движеше, органски беше некако, лесно беше. И се поврзав, баш тоа што го кажав, тоа беше точно што го прочитавте, дека секоја дирка е тон, а повеќе прават музика. Едноставно сватив дека можам нешто да правам што ме носи мене во еден друг свет, што мене посебно лично ми се допаѓа и се пронаоѓам едноставно. Како да ги сваќам работите и идат лесно, се почувствував супериорен на еден начин во нешто. И подосна секако почна пеењето, парок групи, за на крај да одлучиш да се занимаваш со дали јас, класиката. дали некој одозгора, не знам, да кажам, постои некоја висока сила. Убаво кажав дека Бог тоа го дарува и најверојатно тоа се препознава во текот на животот, дека тоа ти е предодредено и да се насочиш таму. Фала Богу, јас навистина верувам во тоа дека патот нас не е поплачен, ние само треба да изнајдеме снага секако и за да можеме да го изодиме, за да можеме да ги прескокнеме, односно или да ги срушиме, да кажеме по вака радикално малце, сите тие пречки кои што ќе ни се најдат на патот. Не е ништо едноставно во животот. Така, нема да треба заборавам, многу труд, многу работа за она што ти го дарил Бог, да го притвориш во успех со текот на образованието, подоцна на работата и така натаму. Интересно е тоа, спомена пред малку рок група, нели, во младоста, како се сеќаваш на тие моменти, како дојде до тоа, колку траеше? Добре, уште се сеќавам. Добро е. Така. Се шалам. Кратко траеше тоа. Имав една рок група со едни исклучителни музичари кои што денес се на естрадата. Еве јас во класичната музика малце се одвоив од таму, но тогаш првпат се сретнав со музика, се сретнав за сцена. И сватив уствари колку јас ја сакам сцената и колку мене ме исполнува, колку се пронаоѓам и колку можам не да глумам или нешто вештачки да правам туку. Навистина, што ќе секој потек на раката, секој нешто што ќе го кажев, секој нешто што ќе го направив, секоја емоција која што има во себе, можев 100% да ја давам на сцената. И тоа на некој интересен начин ме исполнуваше едноставно. Так. Иако своите емоции ги оставам и до ден денес, кога пеам за љубов, како е, јас се обидувам да ја раскажам на публиката како е да си заљубен, за да го почувствуваат тоа. Така, меѓутоа успешно го правите. Се надевам. Така. Се надевам. Тешко е тоа, многу се учи. Навистина многу се учи. Мојот глас беше извајан, вака да кажам, од голем број на професори, со кои бев, односно поминав подолго време, со кои поминав помалце време. Благодарен сум им апсолутно на сите за се што направија, за тоа што од секој научив нешто. И покрај тоа што научив од секој нешто, научив многу и за себе. А човек најинтересно е кога учи за себе, треба малку повеќе време. Посебно во областа која ќе се сврти онај цел круг на техника на пеење, на интерпретација, посебно кога ќе дојде до тоа ти внатре што го имаш да го дадеш на сцена. Сметам дека тоа е едноставно едно големо искуство кое што треба човек да го има. Искуството, сите знаеме, не може да се купи со пари, туку треба тој макотрпен пат да се изоди. Точно така, да. И од денешна перспектива некогаш дури вака ќе се почтипнам каде сум бил, што сум правил. Вистина ли е сите тие, како што вие споменавте на почетокот, палати, замоци, на отворено, амфитеатри, луѓе, имиња, презимиња, големи луѓе од класичната музика, односно со кои што сум соработувал, од кои што сум учел. Јас едноставно затоа што потекнам од Скопје, доаѓам од Македонија. Сакав да учам од најдобрите и сакав, што се вели, како конкуренција. Сега јас споменав претходно дека секој си има свој пат, но убаво е конкуренција да имаш, затоа што ако си амбициозен, точно. Ако човек е амбициозен и ако има желба едноставно да научи повеќе и да стане подобар во одредена професија, секако треба кај најдобрите да иде, кај што ќе треба да се лакта, што би се рекло така по нашки. И сакав да играм во најдобрата лига, како што Лионел Меси не остана во Аргентина, отиде, нели, сите знаеме, во Барселона да игра фудбал со најдобрите. Јас исто така од Македонија отидов во Република Австрија, во Грац, во Виена, и останатото е или судбина или историја, може да се нарече. Па може би е тоа некој предодреден пат, меѓутоа и она што вие сте го направиле во однос на образованието,
кога сте одлучиле нели да отидете надвор од Македонија на магистарски, најверојатно тоа било пресудното нешто за понатаму можеби да ве обликува она што е Иван денес. Така. Треба храброст. Така. За таков потек. Треба многу убаво да се размисли и треба храброст. Јас млад бев, не го имав искуството и знаењето кое што го имам сега за многу нешта генерално што ме окружуваат или секој човек што го окружуваат во животот. И не го размислив тој факт и немав како да не ни сакав да имам време да го мислам тоа. Понекогаш е и добро такава афект да донесеш одлука. Понекогаш е подобро. Да. И потоа кога ќе стигнеш на местото, кога ќе видиш што требало претходно, што не требало, во сиот тој процес на изучување, јас на пример конкретно сакам да изучувам пеење и сцената, но таму се судира човек со други предмети. Таму наеднаш на 22 години отидов во Грац сам секако и наеднаш се судрив со сите оние проблеми може да се каже кои што ги има секој човек, кој што треба сметки да се плаќа, треба сам во страна земја си со македонски пасош, секако со кој што се гордеам патем. И требаше да си ја продолжувам визата на секоја година. Имаш колеги од целиот свет. Ако ти претходно не си имал некоја желба за социализација, на пример, или да си вложувал во себе да учиш странски јазици, секогаш таа комуникација ќе биде потешка. А па во нашата професија вие знаете како функционираат работите со луѓе, дека мора да се има комуникација, мора да се биде секогаш мора да сме чекор напред. Апсолутно, и мора човек да е социјален за да може пред себе си да се искаже. Својата мисла да искаже, а уште повеќе и уште е подобро кога он во страна земја на нивниот јазик, каде што дали живее, дали студира, ќе може својата мисла да искаже, затоа што почита која што ќе доби од тие луѓе е многу поголема. Така. Иван, кажи ми, се сеќавате ли на првиот настап, на која сцена ви беше, на која голема сцена, кога требаше да настапите за прв пат надвор од Македонија? И какво беше чувството? Надвор од Македонија, прв пат настапив во Црна Гора, Монтенегро, Херцег Нови. Добро. На надпревар од Бруна Шпилер. Многу интересно, тоа беше мојот прв настап надвор од Македонија. И ми текнува дека јас требаше да бидам во првата категорија на малце помладите пејачи, а јас ќе се навратам на оној муабет дека некогаш е подобро да се делува, да не се мисли толку. Сакав да се пробам кај малце постарите кои што беа, за да видам едноставно, знаев дека можам да поднесам секаква критика, ментално, психички, доволно бев јак, за да можам секоја критика да поднесам, да видам што било добро, што не било добро, да научам како тоа што не било добро да биде подобро, тоа што е добро уште подобро да стане секако во иднината, затоа што се гледав на многу голема сцена и повисоко ниво на кое што бев тогаш, на пример, некако како да мала ми беше Македонија, не знам, иако бев млад, навистина. И отидов во втората категорија со постарите пејачи. Интересно, не добив 100 но добив 99 и завршив прво место. Сепак успешно. Прво место, да, уште ја имам дипломата дома, беше многу успешно, но интересно, моабетот за социализација, гледате како се надоврзува некако. Сретнав таму една професорка, која што ми е исто и драга пријателка, од Универзитетот во Загреб. И она мене ме забележа и виде дека дечко од Македонија во свој прво место, ќе му дадам стипендија да дојде на островот Брач, тоа лето 2012 година, ако не се лажам, мислам дека беше тогаш. И ќе спремаме заедно улоги, ми текнува концертни изведби на Така прават сите кози фан тутте, операта од Моцарт, Гуљелмо, ја толкував улогата на Гуљелмо, со костими бевме се. И Папагено од Волшебната флейта, исто уште една опера од Моцарт. И тоа беше така едно многу интересно искуство, каде што се сретнав со луѓе од екс-ју земјите повеќе дојдоа. И најнаш гледаш дека не живеам само во овие 25.700 квадратни километри туку дека има гласови, таленти, амбициозни луѓе кои што се спремни едноставно, решени се веќе да успеат во својот живот. И исто така од нив можеше да се научи и што треба. И што не треба, многу е важно човек да знае како да учи, но тоа беше така едно многу убаво искуство, затоа што само како почеток да беше таа убава награда која што земав тогаш додека бев студент тука,
во Херцег Нови, за да следи последица, односно на наградата, беа тие прекрасни настапи со кои што се дружев, учев ети од уште една друга професорка, која што предава на универзитетот во Загреб. И сето тоа го збогатува животот и збогатува кариерата, посебно кога човек е помлад, да може да општи со луѓе од различни земји и да земе некое вака, да вдахне, да кажам, некое ново искуство во неговиот живот. Се сложуваш ли сега да побареме од режија да ни пуштаат дел од оние снимки кои што ти ни ги прати, а да ги презентираме и до нашите гледачи, после да ги прокоментираме кои се и кои точно настапи ги изведе ти? Режија ќе може ли да ги пуштиме видеата што ни ги прати Иван, потоа ќе се вратиме во студио да ги прокоментираме и нашите гледачи да ги погледнат. Тоа е исто способност. Да, навистина, Еве, баш додека траеше видеото, ти реков, ова ли си ти? Колка бе трансформација, значи тука некаде си имал 28 години, колку што ми кажа, по Виена беше ова? Ајде да ни кажеш нешто повеќе. Да, ова е еден од настапите кои што ги имавме ние тогашната генерација на мастер студенти кои што бевме на уметничка песна и ораториум на МДВ, главниот универзитет во Виена, кој што патем би сакал да напоменам тоа. И се гордеам со тоа што имам магистрирано таму, вториот мастер го направив таму. Да напоменеме, два мастери имаш. Затоа што неколку пати тој универзитет е прогласуван за прв музички универзитет во свет. Така. И ете посебно чувство, мислам, кога човек има диплома од еден таков универзитет. Го видовте покрај мене, видовте оркестар
од Виена, кој што е споен оркестар од Универзитетот во Виена, најдобрите инструменталисти, како и многу познат диригент. Некогашен професор во Виена, тоа го дознав, не го знаев. Јас го знам маестро Ервин Ортнер, кој што беше тука, беше специјално ангажиран за овој настан. Овој настанот се одржа во Шонбрун, сите ја знаеме она прекрасна жолта крем, што се вели палата во Виена со 1100 соби. Ова не беше една од собите, ова беше театарот одма до неа. Фантастичен театар, штета што немавме кадри од театарот, ама чувството е фантастично да се стои на таа сцена, да се гледа на кај балконите, партер на кај публика, да се пее и да се изведе. Посебно ми беше драго што еве ова видео го пуштивте од Георг Фридрих Хендел, ова ораториумот Месија, односно и една од технички така предизвикувачки ари, да кажам, затоа што има многу колоратури, но ете некако мене ми лежеше ова арија, затоа и мене ме избра за да го пеам овој дел. Едно многу убаво искуство генерално од маестро Ервин Ортнер. Некои работи за жал не соработувавме толку долго за да можам уште повеќе работи да научам, но некои работи кои што ги кажа тогаш нема никогаш да ги заборавам, кажа некои фантастични работи во врска со музиката. Значи, тоа останува навистина врежано за секогаш. Иван, кога застана првпат на една ваква голема сцена, цело време велиме ќе се обраќаме на вие, меѓутоа некако многу природно ми доаѓа на ти да говорам еве со тебе. Кога застана за првпат на една ваква голема музичка сцена, како беше чувството? Имаше ли трема? Се баш и додека траеше видеото те прашав, имаше ли трема? Не, трема јас длабоко верувам дека може да си има неколку работи. Првата работа е кога човек не е технички спремен, односно ја нема онаа техничка подготвеност и база за пеење, за да може да излезе на сцена и во секој момент да се снајде и да знае дека во кој било момент, без разлика на тоа како се чувствува тој ден, тој тон ќе искочи како што треба да излезе, затоа што е добро наместен, знае конкретно пејачот што прави. Или па некоја фраза, да речеме. Има константа едноставно, не е нешто на веројатност. Тоа исто како кога полетувале со авион сега. Мислам, нели пилотите прават проверки, точно се знае, не можеме на веројатност, ај ќе полетаме па ќе видиме дали се ќе биде во ред. Значи ти си тука контролорот на гласот. Јас сум контролорот, точно така. Јас сум пилотот во што се вели во авионот, метафорички кажано, кој што мора не сме да остави односно ништо на веројатност, се треба да биде секој тон треба да биде секогаш во место и пред кога земам воздух да испеам некоја фраза или некој тон, да визуализирам што конкретно сакам да направам и да го направам тоа, но секако како што споменав, треба да се има техника за ова. Тоа е првото. Второто, мораме да говориме, не можеме тоа да го изоставиме, има некои студенти повеќе се така да кажеме во текот на мојот живот, искуство како што имам видено, кои што не биле можеби секогаш 100%, 105% што се вели спремни. Јас секогаш велам дека ако не е човек 100% спремен, едноставно секогаш ќе има what if, ќе има што ако се случи ова, што ако се случи она. Така да таа самоувереност доаѓа од работната етика која што имам и работната навика. Например, многу често јас ќе постирам нешто, ќе објавам на социјалните мрежи, дека ќе одам некаде еве скоро бе во Франција, во Рим, па дали со Македонска филхармонија, опера, балет, во Чешка, во Германија со оркестри, сето тоа и сега луѓето, знаеш како Виолета, они го гледаат крајниот производ. Така, а не го гледаат процесот. Ама никој не знае дека јас кога имам часови со студентите, ќе ги поминам сите 6 студенти. Со часови ќе се ангажирам со нив, ќе пееме заедно, ќе учиме заедно, како што јас се обидам да ги учам, јас сега се уште учам од нив затоа што човек никогаш не престанува да учи се додека е жив, тоа е неоспорив факт. И треба да биде така. И треба да биде така, тоа е неоспорив факт. И кога ќе завршиме со тие часови, јас останувам на факултетот за музичка уметност, еве можеби никој не го знае, јас останувам и јас од 17:30 до 18 часот, некојаш знам и до 22 часот едноставно таму да останам да се забавам. Цело време. Цело време, иначе не може да се постигне и многу интересно пак ќе се навратам кај малите деца, постирав сега една многу интересна објава, дека е исклучително важно
да практикуваат, односно да се бават додека се мали со класична музика или со некој инструмент генерално од да, го прочитав психолошки, тоа. физички, когнитивни причини. Ете јас таа когнитивна причина па без како што разлика е дали понатаму во животот сакаат да Точно. се занимаваат или не со музика. Апсолутно. Тоа не ја знаеме судбината каква е на секој човек. Каде Но ќе да го исто однесе, и јас, кој што сум возрасен, со самото тоа што сам сум во 4 ѕида, ќе ги извадам нотите. Нема YouTube, нема ништо, нема дистракција од страна, нема ништо што ми го одвлекува вниманието. И тон по тон, ритам. Прво тоа. Второ, ќе почнам после да ги пеам фразите полека, се поред. Па потоа доаѓа изговорот на јазикот и на крај доаѓа она интерпретација и раскажување на приказната. И кога ќе се сретне човек, да речеме, дали со оркестар, дали со пианист, тука има некои нови предизвици кои што со пианист конкретно, затоа што настапувам доста на рецитали со уметнички песни, да се споиме заедно и да бидеме како едно. И тоа исто така еден голем предизвик и искуство кое што мора да биде преточено во музика и во нешто што ние заедно двајцата сакаме јасно да го презентираме на сцена. Значи, мене сето тоа ми дама само доверба. И затоа се обидувам секогаш што се вели над 100% да бидам спремен, телото физички да ми биде во добра состојба. Така. За да можам да не мислам воопшто на пењето и секако. Да не ја забораваме техниката. Мислам, ако нема некоја техника воопшто нека не излегува на сцена. Тоа и плюс предавате нели вокална техника на факултетот. Фала Богу, ете. Тоа е нешто што е навистина многу важно. Леле, Иван, мислам, разговорот со тебе, мислам дека би можел 2 часа да трае, меѓутоа некако време во како ми лета, а сакам многу да те прашам. Се извинувам за тоа. Да го споменеме, само сакам да прашам дали првин беше мастерот од областа на уметничката песна и ораториумот, па подоцна од областа на музичкиот театар? Така одеше или обратно? Не, кај мене после дипломирањето на факултетот за музичка уметност тука отидов во Грац. Тоа зборам, да, за мастер. Во Грац бев на музички театар, односно, ќе објаснам накратко. Тоа е како да работиш во опера, таму имав вокални тренери покрај главниот професор кој што го имав. Беше навистина едно прекрасно искуство и универзитетот во Грац има такви услови каде што млад пеач, уметник може навистина многу да напредне и да научи, а Виена беше само некое дообразување и кај мене беше лично нешто што морав да го направам. Морав да го најдам тој професор кај кога што завршив, затоа што јас сметав дека тој е човекот кој што ќе ми го покаже она последно скалило што се вика во врска со техниката, за да можам потоа сами од себе си да се контролирам. Така. И само да напреднувам, затоа што види ако она обратна пирамида се постави вака. Така, да. Во техниката без разлика во што и да правиме, во спортот, посебно во спортот, играм тенис. Само на подобро ќе оди. И затоа е многу важно базата добро да се научи. Има некој редослед, да. Фала Богу. Сега после сето тоа што го завршуваш во Виена, се враќаш повторно во Македонија. Што беше мотивот да се вратиш тука? И за ово имам доста говорено вака во медиуми по емисии. Не е една работа конкретно. Ако речам дека е повеќе. Фамилијата што 10 години не ја гледам, точно е. Ако речам дека ми не достигаше Скопје и пријателите, и тоа е точно. Ако речам дека значи повеќе фактори. Многу фактори се, знаеш, од како да ти кажам, склоп на многу нешто е. Не можам да одвојам нешто вака конкретно, но што можам да кажам сега, после поминати скоро 3 години. Така. Можам да кажам еве јавно дека апсолутно направив една добра одлука. Тешка, но многу добра одлука. Така. Многу добра одлука. Направив одлука во која што јас се уште го работам тоа што го сакам. Точно така. Јас сум обкружен со еден убав колектив. И успеа многу брзо да се вклопиш повторно назад. И за тоа имам искуство да се вклопувам во различни средини. И за тоа имам искуство за различни средини. Еден убав колектив со одлични музичари, кои што мои поранешни професори, кои што многу ги ценам, кои што ми помогнаа да бидам ова што исто така сум денеска. Обкружен сум со млади луѓе, со една убава млада енергија, со моите студенти, патам имам полна класа со 6 студенти. Ја продолжуваш традицијата на твојата мајка? Фала Богу, фала Богу. Имав од кого да учам од родителите, тука ми се пријателите, тука
знаеш како велите, тука говорам македонски јазик. Тоа може некој кој што не живеел подолга на страна да го свати тоа помалку наивно, но тоа е многу важно. Имам луѓе кои што ги знам многу долги години и они велат немам со кого јас во Германија да зборам македонски. Така. Ние тука во Македонија имаме на слобода. Сите тоа го велат што одат страшна слобода, која што тука, затоа и странците патем толку обожаваат тука да седат. Не се работи заради животниот стандард од економски причини. Има нешто кај нас, некоја магија. Има една топлина, има една слобода тука во Македонија која што може да се искористи. На пример, еве јас кога се вратив некако не сакајки ја искористив на пример. Од нигде никаде со една нога што се вели згазив во шоу бизнисот. Има повеќе по емисии. Многу ми е драго за тоа што ништо не се случува случајно. Јас можам да говорам за класична музика. Можам да кажам дека конечно македонците и македонската публика дозна за Иван Наумовски од кога се врати ти некако ми се чини повеќе. Повеќе да, така се согласувам. Еве како новинар од тоа го перцепирам. Од социјални мрежи претходно. Да. Претходно од социјални мрежи, но генерално да. Генерално да, тоа е исто факт, мислам. Јас си признавам дека тоа е факт, но еве можам да зборам за класична музика, можам да зборам за сите патувања и концерти големи во Германија, во Австрија, во Чешка, во Виена, сите оние безброј што се вели концерти кои што ги имав. Так. Можам да говорам за студентите тука, можам да говорам. Мислам генерално покрај сите лични секојдневни нешта кои што човек треба да ги направи, како и секој впрочем јас треба да ги направам. Так. Исто така музиката тука, не знам, се почувствував дека како никогаш да не сум ја напуштил Македонија и многу ми е драго што си тука. Можам да уживам тука и да. Сакам да прашам бидејќи нели си се школувале во Македонија и надвор, сега веќе си некој кој што треба да пренесе знаење на факултетот, има ли разлика она што ти си гучал надвор од она кај нас и кажи ми дали се обидуваш оние работи кои што си ги научил надвор, еве по конкретно во Виена, да ги применуваш сега како професор на твоите студенти? Ќе го одговорам првен вториот дел на прашањето, апсолутно. Се применувам, дури организацијата за средување на часови ја применувам од таму, затоа што они се многу експедитивни и многу некако имаат јасна визија и систем кој што функционира едноставно, како конкретно да бидат работите на полесен начин, на поедноставен начин направени. Применувам и многу работи што ми беа кажани од врвни музичари, јас им го кажувам истото на студентите, затоа што навистина им мислам се најдобро и сакам да успеат и да се гордам со нив еден ден. Тоа е одговорот на вториот дел на прашањето, на првиот дел на прашањето секако дека има разлика. Но разликите, знаете како разликите се повеќе културолошки од аспект на тоа што тоа централно европско подрачје, односно германското говорам подрачје конкретно. Добро. Они се дел од почетоците на класичната музика. И они имаат една страшна, многу, неколку вековна традиција на класична музика. И они се тие кои што се двигатели. Австрија, да речеме, Република Австрија конкретно, е една од земите кои што се двигатели во областа на класичната музика. И они ги поставуваат нормите и културата, на кој начин се пее, на кој начин или како треба да изгледаат продукциите или сето тоа е сега. Во Македонија, во Србија, на Балканот генерално малку подоцна стигнува таа култура што ја они секако една локомотива да речеме Франција, Италија, Велика Британија, Австрија, Германија, они се на локомотива на светската класична музика и јас не сакам да правам споредби затоа што е неблагодарно да се прават споредби кај една држава која што има 2 милиони популација и држава која што Но добро, секогаш треба да се стремиме, нели, да бидеме подобри во се сега колку можеме, нели, колку ни се можностите. Како што споменав, се обидувам тоа што го научив таму и тој систем што го научив таму и тие многу фантастични фрази кои што ми помогнаа мене во областа на пеењето и интерпретацијата да ги пренесам кај моите студенти и се надевам дека ќе направат врвни кариери и еве да дојдат повторни они за неколку години во емисија да објаснат се што поминале и да ме спомнат. Кажи ми, сега веќе почнавте, нели, нова година на студиите со студентите. Колку студенти имате, дали има зголемен број на студенти, бидејќи некако еве пред некоја година, нели на сплет околности, имам
и јас керка која што е на музичката академија, знам дека многу студенти не се запишува заради некои одредени причини на музичката академија, одеа во Штип, одеа надвор во Словенија и така натаму. Какви се сега состојбите? Дали веќе се враќаат студентите повторно на музичката академија кај нас? Така, вака, не можам преку бројки да говорам пред 2022-2023 студентската година, затоа што во Австрија тогаш има по 70, 80, 90 концерти минимум годишно, после ковидот наглоите се врати се. Не можам да говорам, навистина немам такви информации, но сакам да го, према тоа што јас нешто знам, би сакал да го пофалам сегашното раководство на факултетот за музичка уметност, затоа што мислам сите и шефовите на катедри и сите генерално во колективот, затоа што сите ние, постарите колеги имате повеќе искуство како се движеле работите, но сите ние сакаме да има што повеќе студенти. И сите ние сакаме што, мислам, и секако дека би било прекрасно, тоа претходно што го реков. Би било многу во родителите да ги запишуваат своите деца на музика. Тоа е само еден бенефит. Нижо музичко Они подоста да дали биде отидат средно по факултет ќе видиме, да. но има еден убав налив, така да кажам, од студенти на факултетот за музичка уметност. Имавме доста успешна година во областа во катедрата на соло пеење, да кажам, примивме нови студенти, 6 нови студенти, а имавме уште повеќе, значи пак направивме селекција, имавме повеќе кои што дојдоа на аудиција. Имавте повеќе за прием, така. Секако. Имате одредена бројка која што треба да ја примите или може и повеќе од тоа? Како ви е критериумот? Тоа се работи повеќе во бирократијата кој што јас не ги решавам баш, но генерално оваа година примивме 6 нови студенти, што сметам дека е, мислам, одлична бројка. Имаше повеќе кои што се пријавија и мене тоа ме радува. Затоа велам, дали имаше? Патем значи имаше како немаше. А патем 6 кога одиме на тој број, јас имам полна класа со 6 студенти, исто така на додипломско пеење. И од минатата година влегов некако и во интернационални води како професор на факултетот за музичка уметност, затоа што ми дојде една студентка од Косово да студира, ќе мине на магистерски студии и ќе видиме, здравје, има уште заинтересирани студенти, но знаете како јас првин како беше на народна на ќе скокнам хоп ќе кажам. Сега бидејќи гласот е инструмент кој што не се поправа, нели? Нешто што е, како што кажав, дарено од Бога. Како го чуваш ти гласот? Како го негуваш, бидејќи, нели? Тоа е нешто што не можеш да го поправиш, гитарата ќе ја поправиш, нели? Пијаното ќе го наштимаш, меѓутоа гласот? Да. Имаш ли некои посебни ритуали, нешто конкретно што практикуваш за да, нели, бидеш во добра форма и секогаш гласот да биде, како да кажам, сочуван? Како го чувам? Негуван. Со чаша пиво на ден. За да те служи. Вака. Гласот е поврзан со телото, исто како и концентрацијата ние која што имаме. И секогаш се обидувам, јас исто така и спортувам, секогаш се обидувам да бидам во многу добра физичка состојба, затоа што кога сум во добра физичка состојба, ако сум гласовно со пеењето во форма, така? Не постои причина, освен не дај Боже некој вирус да се разбуди човек со некој вирус, не дај Боже, мислам точно пред настап или нешто така, но не постои друга причина да се разбуди човек и само да го испие утринското кафе и да почне да пее, да речеме. Затоа што се е на своје место, се е како што треба. Мора да се балансира. Меѓутоа велат не треба да се пие газирано, не треба нели да се пуши, не треба практикуваш, не пиеш газирано? Да, не. Мислам, луѓе многу често ми имаат прашувано и дали од Сабајле пиеш јајце, живо јајце или нешто. Велам, па не сум Роки како Силвестар Сталоне што пиеше живи јајца па да трча, да се спрема за боксерски меч. Добро, меѓутоа сепак внимаваш се на. Знаеш како Виолета, јас сум човек што верувам во баланс едноставно и не можеме сега ние и сум фан на тоа да луѓе кои што се 19, 20, 21, 22 години да идат и на кафе, да се напијат и некоја чашка пиво, да речеме, да искочат во дискотека, да се дружат. Мислам, тама работа сега ние да им ставаме на младите студенти, не смете ова, морате само ова да правите. Баланс во животот, секој човек си знае, животот ќе го се оправи ако е нешто премногу. Секој човек си знае колку е многу, например, да речеме. Но конкретно за гласот, затоа велам, стварно не можам
точно да одговорам на ова прашање, затоа што сум човек кој што балансира. Секако, ако утре имам некој важен концерт, јас сигурно нема да доцнам, мислам да останам сега, да си го потрошам и телото и да ја дам енергијата. Конкретно можам ке енергијата да одговорам, на пример. Најубаво е човек пред настап да се чува својата енергија. Да, тоа сакав и да прашам, значи пред настап, претпоставам дека сакаш малку да... Да. Апсолутно. Да бидеш со сам себе. Апсолутно. Во 4 зида сам со себе, дали нешто на телефон некојаш ке чепка човек, ке повторам ноти, обожавам шах да играм, некој хоби ми е шах да играм, пак молчам, се фокусирам на некој начин, не мислам на тоа, апсолутно. Затоа што енергијата која дава човек на други луѓе, имајки настап, имајки нешто што е многу важно за него, тогаш не можеш целосно не разбирам зошто тоа некој би го брал. Ке се исцрпиш ваму на оваа страна, нема да можеш на оваа страна да дадеш се од себе, а треба да дадеш и страстија да дадеш и гревата е да него направи тоа човек. Иван, навистина си многу инспиративен за прашања, немам толку време, многу сакаш да патуваш и многу патуваш навистина, освен она нели каде што е со настапите и музиката, меѓутоа и во главном така. Кое место така ти оставило најголем впечаток досега кај што си бил? Најубава гледка во животот, која што ја добив додека сум на сцена, беше во Берлин, во Geerten der Welt, амфитеатарот, односно амфитеатарот, градината на светот во Источен Берлин, каде што со симфониски оркестар настапив пред повеќе од 5.500 луѓе. Тоа беше едно фантастично чувство, таа гледка нема да ја заборавам. А место каде што сум бил скоро бев, минатиот викенд. Така? Бев во Франција, во северозападна Франција, во областа Бретања, во едно од Бога создадено место, Киберон, на фестивалот Le Musical de Quiberon, каде што настапив со еден мој добар пријател и фантастичен пианист кој работи во филхармонијата во Париз, Димитри Василакис. Некако музиката сближува македонец и грк, може да ги сближи на сцената и заедно да направат нешто многу повеќе. Точно, 2 плюс 2 не се 4, секојаш ја звелам во музиката. Бев поканет по повод директорот кој што ми е исто така добар пријател и кој што многу ме цени како музичар и јас него посебно соработуваме веќе поодамна од кога се запознавме, почна да ме викнат на тој фестивал, господинот Паскал Галоа од Франција. И тоа е едно од место толку дива природа, но сепак толку питома, да кажам, има некоја посебна медитациона енергија со која што се полнат батерии на еден мирен, така топол начин. Да кажам, и ги знам луѓето таму, го знам тој предел Атлантскиот океан, брановите се тука и имам еден ритуал, конкретно кога правевме мовет за гласот. Имав пробата во 12 часот. Тоа се случи минатата сабота на 27 септември. Ја имав пробата, потоа отидов нешто малце да каснам и ритуалната прошетка на големата плажа во Киберон, во Атлантскиот океан. Ке си ги соблече човек чевлите, ке си ги заврати со природата. Ке си ги заврати панталоните и по Атлантскиот океан и тоа толку многу ме полни со една мирна енергија, што тоа место би го одбрал надвор од Македонија, да кажам, кое што нема некои фенси високи згради, облакодери или дискотеки или чуда. Едноставно си е место кое што само за себе си е некако доволно и не му треба ништо повеќе. Исто така ни испрати некои фотографии, не знам од режија кој ги одбра, може да пуштиме неколку така да ги прокоментираме и тука некаде да привршиме и се надевам дека еве ќе бидат интересни оние фотографии. Дали ќе ги пуштиме од режија? Бираат кај што сум најубав сега од режија. Еве си. Така, ова е во палатата во Шунборн во Виена пред еден концерт за социјални мрежи направив. Тука сум по Мустак имам, бркао имам тука во операта во Грац. Еве со главните солисти во операта во Грац, кога студирав во Грац и кога пеев. Тоа е веќе од некое дамнешно време, да. Интересна фотографија, навистина. Многу убава фотографија. Еве, градината на светот, огромен амфитеатар, ова е после концертот. Така. Секако навечер, мислам, до крај таму се гледа публиката, прекрасен букет ми дадоа на крај на концертот. Тука сум во Македонија, во музеот во Битола со камерниот оркестар на Битола настапов. Една многу убава вечер, ова се случи минатата година во август, многу убава вечер поврзана со темата Њујорк.
Да видиме што има друго. До сега, браво режија. Ми се допаѓаат сликите. Ова се случи скоро, мислам дека ова беше хајлајтот на мојата кариера. Повторно еден убав Една букет. кулминација, да, во златната сала на Музик Ферајн. Имав можност со Карл Михаел Цирер оркестарот и со маестро Јоханес Вилнер да настапам. Беше фантастично чувство. Ова е во палатата Лихтенштајн во Виена, повторно во Шенберн се доаѓаме. Ова се оние концерти кои што ги имав интензивно. И многу интензивно кои што ги имав во текот на целата година. Ова е пред мојот настап во Александар Палас на балот, Виенскиот бал во Скопје. Тука сум во Безендорфер салата беше тоа, тука сум во Грац на универзитетот. Многу брзо да фотографите, Папагено. да. Ова беше во Германија, не ми текнал како се викаше местото, затоа велам имам доста вака подзаборавено. Добро. Од малку што сум шетал така. Да. Добро, Да кажам, еве ова е од една. Музик Ферајн во Грац, мокна слика, тука Стварно, ме ги со помлад сум, но оркестарот. ова искуство нема исто така никогаш да го заборавам, но вистина. Вау, сега кога ќе се присетам. Вака кога сега ќе ги видиш сите овие Така. фотографии, кога ќе си ги вратиш Една убава назад, реминисценција, така, тука сме со маестро Тим Редмонд, со колеги од опера, со директорот на филхармонијата, после настапот Дизни, кој што патем беше нешто што го немав направено во животот, едно ново искуство во мојот живот и се гледа на мојот лик, Така, да, колку си колку среќен. уживам тука на сцената, вау. Супер. Ова е Евгениј Онегин. Во Македонската опера и балет за мајски оперски вечери 2016 година. Ова си ти лево, така беше лево. Да, ова е една па така револуција сакавме да направиме кога ми се интересно јавија од стварно, Елена да. Лука компанијата ми се јавија, они правеа во хотелот Цар Самуил во Бансково Струмица. Ова е Ова е кога добив награда за Инстамен на годината од убавина и така, здравје. да. Голем поздрав до нив, верни пријатели, ми се им благодарам. Зелена Лука за ревијата беше за невестински фустани, ќе се надобрзам претходно. И така изведувавме класична музика за време на ревијата. Би се заблагодарил исто на моите пријатели од Gentleman магазин кои што ми ја врачија. така беше, оваа беше. награда. Имав еден така. многу интересен Се настап. сеќавам. Така, каде што свирев и пијано да. и ми дадоа награда за маж со стил на годината. Ова е еден од најзахтевните, да кажам, концерти кои што ги имав скоро во мај оваа година во Музеот на македонската борба со професор Елена Ларина од Виена. Она ми беше мене професорка на универзитетот во Виена. И дојде ред и со неа да настапуваш. Дојде ред. Одамна сакавме. Еве ја златната сала пак во палатата Лихтенштајн во Виена, не во Музик Ферајнот, многу златни сали. Многу Кога ќе се златни, присетам. баш позадините ги гледам, Да. навистина повеќе. Ова е една средновековна, но реновирана сала во Васебург ам Ин во Германија. Фантастично место е каде што сум пеел. Од акустика до народ. Ова е замокот Вајкерсхајм, исто така еден од најбавите погледи кои што ги имам видено на сцената додека сум. Не се гледа сцената од оваа страна. На open air, на отворено, како што Так, гледаш Виолета преубава горе, времето позадина, некако, да, малку е. времето некако беше Меѓутоа, горе-доле. Се сакаше паѓа да во ни вода изненади. покрај Фала тоа Богу. зеленило во Фала позадината што беше. Ова е еден мој проект исто со мојата драга пријателка и колешка Елена Танасовска Ивановска, која што го имавме минатата година во 2024. Ова сум јас, верувала или не, Тоа сакав да прашам. во операта во Грац. Една Каква трансформација? современа опера. 2 часа ме шминкаа. Каква трансформација? Цели 2 часа бев на столчеса да ме шминкаат. Буквално, ама И ова тоа беше е искуство еден нема дел да кој што сакам да кажам од сценскиот настап кој што навистина треба човек да го изнесе. Така. Овде сите знаеме Пласидо Доминго и негов фан. Значи навистина фотографии Овде сум со маестро Симон Симон и Трчевски со и Дарија. со Дарија Андовска. Деканката, Композициите да. ги имам така на Тоа многу ова места беше скоро, пеено, ми се чини, Деканката. да. Не, ова беше од подамна ова. Од Ова е од подамна? 2020 година на денови на македонска музика. Како скоро да ми се чини како да имаше сред нешто ковид ставено. беше и Симон Трчевски маестрото кажа сакам со Иван да настапувам. И они ме донесе од Виена. Иван, ова навистина- е во VIP арената со маестро Симон Трчевски. Ама тоа е сега ова е одскоро. Ова е одскоро. Ова е Тоа одскоро. тука малце ги Так, побркав так. работите, знам дека бевте. Добро, мислам дека е доволно режија, бидејќи нямаме ни многу време. Ќе мора да завршуваме. Иван, што е следно? Што е следно? Следно е секако нема да кажам каде што ќе одам, а Така, ќе има, добро. дефинитивно ќе има, во преговори сум за Се повторно подготвуваш? за Австрија, Германија, Чешка во преговори сум, дали ќе биде ќе видиме, не знам. Но следно е Виолета, да ти кажам, после
едно фантастично лето кое што ги имав, предпоставувам и ти имаше, затоа што сите луѓе беа растрчани вака од социјални мрежи, како што можев да видам. Сите бај ги убава помина на социјални мрежи, тоа може да се види. Така. Јас лично, конкретно за мене, го имав едно од најуспешните лета на професионален план. Да, те следам и на вистина беше постојано негде. Во Златната сала на Музик Ферен го имавме концертот ноќ со професорката Елена Ларина, хронолошки одам сега. Потоа со 200 години повод Јохан Штраус на МТВ1 беше пренесуван беше концертот кој што го имавме со оркестарот на операта и маестрото кој што ни дојде од Виена, за потоа да следи концерт во Рим со уметнички песни и сега скоро да следи еден концерт во Франција. Ке си признавам, малку сум уморен од сето тоа патување, но еве наоѓам нови сили и нова снага да одморам, да се посветам на работата. Ни почнува студентската година со студентите, им посакувам јавно им посакувам на сите студенти што се на универзитетот, генерално универзитетот Свети Кирил и Методи, да бидат исполнителни, да веруваат во себе. Да бидат упорни, да работат. И да не се откажуваат никогаш. Да вложуваат во себе. И да не се откажуваат. Никогаш да не се откажуваат. Да учат нови јазици. Точно, да. Своето хоби да го преточат во уште нешто многу подобро, многу повеќе. Она што им е главна струка, да не престанат да се дообразуваат, споменав да бидат исполнителни. Ако можат да не забораваат, односно можат да не забораваат никогаш од каде дошле, да не представуваат нас кога ќе одат на страна, затоа што веруjem ми имаме многу за толку една мала земја. Немаме некој безброен човечки потенцијал како што се Индија, Кина да речеме, Америка. Малку луѓе сме, мала популација сме, но многу дарба има, многу страсти има на ова подрачје и верувам дека сите ако се насочиме кон нешто кое што го сакаме, знам дека ќе успееме и ќе можеме на секаде ни светот да ја шириме македонската култура, фолклор, традиција, но како што споменав, никогаш да не забораваме кои сме, што сме, затоа ако што не знаеме кои сме, што сме или кои сме биле, нема ни во иднината ништо за нас да знаеме. Иван, благодарам многу, навистина ми беше големо задоволство што бевме денес овде и што си го имавме овој убав разговор. А јас посакувам уште многу вакви како тебе, амбасадори на македонската музика, еве конкретно, да произлезат од оние студии кои што, еве, и ти конкретно ги водиш и од Музичката академија, па и од другите уметности, со тоа што повеќе да ни светот да се дознае за нас и да се дознае колку ние сме можеби посебни, талентирани и така натаму. Ти посакувам уште поголеми успеси и уште повеќе сцени од оние досега што си ги освоил, уште повеќе да освоиш. Благодарам од срце, навистина времево некако брзо помина. Благодарам и на поканата, многу пријатно се чувствував во студиово и верувам дека ќе имам. Па не мора уште успешно да биде, нека биде и волку успешна и следната година за повторно еве да дојдам да се видиме, да си направиме муавет, да реминисцираме. Да, секогаш има причина да се говори на убави теми за убави работи за успешни луѓе. Ти благодарам уште еднаш. Благодарам. Почитувани гледачи, тука ќе се поздравиме со вас. Се надевам дека бевме интересни, не проследивте до крај. А ние секако со нов гостин ќе се видиме веќе идниот понеделник точно во 17 часот. Имајте пријатна вечер.